Благодарам, почитувани колеги, почитувани граѓани на Република Македонија. Денес на дневен ред е информацијата за енормното загадување на амбиентниот воздух во Република Македонија, поднесено од пратениците од ВМРО-ДПМН и коалицијата, а со цел да алармираме за состојбата во која се наоѓаме како држава и да го заштитиме здравјето на граѓаните на Република Македонија. Ја поднесивме со цел за овој проблем да се дебатира и да се реагира, односно да се дефинираат конкретни мерки кои мораат да се превземат за заштита на здравјето на граѓаните, подобрување на воздухот и со крајна цел конечно спречување на загадувањето во Република Македонија. Почитувани колеги, Република Македонија е земја која изобилува со природни богатства, карактеристики и ресурси. Земја која нуди можности за квалитетен живот за сите граѓани на Република Македонија. Земја која изобилува со значаен потенцијал за сегашните, но и за идните генерации и поколенија кои ќе живеат овде. Но наместо тоа, ситуацијата во Македонија е алармантна. Благодарение на оваа власт, по многу нешта го допревме дното од светските ранг листи. Но по загаденоста на воздухот сме на прво место и сме светски рекордери. Македонија и официјално стана држава со најзагаден воздух и тоа не само во Европа, туку и во светски рамки. Како што би рекол председателот на вашата партија и довчерашен премиер, и како што вие упорно повтарате по него, ние блескаме. Но по што блескаме? Освен криминалот и корупцијата, оваа власт блеска по тоа што спроведува геноцид врз својот народ. Да, колеги, геноцид врз својот народ затоа што повеќе од 3000 лица во Македонија годишно умираат од загадениот воздух. Во извештајот на Европската агенција за животна средина, која во последниот европски извештај за квалитет на воздухот ја прогласи Македонија за земја со најзагаден воздух и е во врвот по бројот на смртни случаи по глава на жител. Македонија со над 3000 смртни случаеви како последица на аерозагадување е на прво место во Европа. И за жал, децата се тие кои трпат најголеми последици од загадувањето на воздухот, тие се многу поосетливи на PM10 частичките, при што доаѓа до ослабнување на капацитетот на белите дробови кај децата со послаб имунитет, заради што се и полни детската клиника и болницата за белодробни заболувања Козле. А кога се во прашање децата, не смее да имаме толеранција за загадувачите, за корумпираните структури кои за сметка на здравието на нашите граѓани остваруваат профити, и тоа големи профити и големи бизнис интереси. Оваа власт, начело со Социјалдемократскиот сојуз и нивните функционери, кога беа во опозиција, додека театрално шетаа со маски по улиците, ветува дека кога ќе дојдат на власт, веднаш експресно ќе го решат проблемот со загадувањето во Република Македонија и во Македонија ќе донесат алпски воздух. Дека приоритет ќе им биде проблемот со загадувањето и здравјето на граѓаните на Република Македонија. Но наместо тоа видовме што им беше приоритет. Повторно излагаа како и за се друго што ветија. Не само што не го подобрија квалитетот на воздухот, туку напротив, загадувањето на воздухот руши светски рекорди. Очигледно е дека Социјалдемократскиот сојуз загадувањето го користеа само за политички поени и дека во ниту еден момент не помислија да се справат со оваа алармантна ситуација во Македонија. Очигледно е дека немат ниту волја, ниту капацитет за да го решат овој огромен проблем со кој се соочуваме сите во Република Македонија, без разлика на нашата верска, национална или политичка припадност. Отровот не труе сите подеднакво. Оваа власт ништо не прави да го реши проблемот со загадување, туку напротив, пробува преку исклучување на мерните станици низ државата истото да го сокрие од граѓаните. Односно, нема мерни станици, нема ни загадување. Дали тоа беа вашите иновативни мерки за решавање на проблемите? По бројните реакции од еколошките здруженија и од граѓаните воопшто, кои ја повикаа власта да си ги исполне обврските во однос на почитувањето на основните права
на живот, воведувајќи итни мерки за намалување на загадувањето, кое директно влие врз здравието на луѓето и нивниот живот, како одговор на тие реакции во јавноста, тогаш владата во 2018 декември го изготви планот за чист воздух, кои во следниве две години кои полека но сигурно поминуваат, значи предвидувавте тогаш намалување на загадености за 50%. Заменикот министер Јани Макрадули најави и набавка на нови инструменти за постоечките 18 мерни станици и ред други мерки со кои загадувањето на воздухот ќе биде решено. Наместо тоа, денес сме светски рекордери по загаден воздух, наместо тоа заменикот министер за животна средина Јани Макрадули ги советува граѓаните да не се крева паника за загадувањето прикажано на Алиекспрес мерните инструменти, а тоа се всушност истите мерни инструменти заради кои тие шетаа со маските. Градоначалникот Петре Шилегов, кој ветуваше европска престолнина веднаш кога ќе дојде на власт, денес испорачува исчезнување на зеленилото во Скопје. Само што сега ги нема гушкачите на дрва, па затоа неколку деценијски дрва, стари дрва, без проблем беа исечени низ повеќе населби во Скопје. Граѓаните секојдневно гледаат, се сведоци на сечена дрва во главниот град, иако ветувањето на Шилегов беа токму спротивното на тоа. Почитуван заменик министер, за 2 години Македонија увезла 10 пати повеќе отпад од сопствениот само од Бугарија. Македонија увезла над 7 милиони тони отпад од Бугарија за период од само 2 години. Истовремено, бројките покажуваат дека земјата во просек годишно произведува од 700 до 800 тони комунален отпад, додека во соседна Бугарија се отвори скандалот за нелегалниот увоз на отпад и се апсат високи функционери, кај нас во Македонија се молчи за проблемот со трговијата со отпад. Официјалните институции и представниците не гледаат никаков проблем кога е во прашање трговијата со отпад, а при тоа државата нема ниту кадри, ниту опрема, ниту стратегија за да го потврдат тоа што го прават. Како оваа власт се бори со загадувањето? Со одвоени 1,6 милиони евра од буџетот на Република Македонија, но за сметка на тоа, за луксузни автомобили, за луксузен мебел се одвојува 7 милиони евра, за лубриканти 1 милион евра, за коцкарски апарати 16 милиони евра. Така се борите со загаденоста, со овој сериозен проблем. Очигледно е дека загадениот воздух не ви е приоритет, како што тоа милувавте да го кажете. И секако дека овде ќе ја спомнам и планираната изградба на депонија во Неготино. Во моменти кога Македонија се гуши, кога ситуацијата во Македонија е алармантна, во Неготино локалната власт, предводена од градоначалникот и председателот на Советот, во корелација со централната власт, водени од личниот профит и бизнис интерес, одлучија во срцето на тиквешијата, во непосредна близина на Неготино, во сред еколошко заштитено подрачје, во непосредна близина на подземни пумпи за вода кои го снабдуваат пола општина Неготино со вода, вие одлучивте да градите депонија. И тоа не било каква депонија, депонија каква што нема на Балканот, депонија која ќе го собира цел токсичен отпад од Европа. И нашиот градоначалник се тоа го занемари и го продаде земјиштето на странски инвеститор за 33 милиони денари. За 33 милиони денари го продаде здравието и животот на граѓаните на општина Неготино. Ги продаде граѓаните на општина Неготино, истите тие кои што го гласаа и кои што му дадоа доверба. За среќа, народот во Неготино, предводени од еколошките здруженија, не седеа со скрстени раце. Благодарение на нивната иницијатива се собраа над 3300 подписи, толку колку што беше потребно, неопходно за организирање на референдум. И покрај сите закани, притисоци, уцени, граѓаните сепак ги излегоа и го дадоа својот подпис. Но и благодарение на државниот правобранител кој ја стопира целата постапка околу продажбата на земјиштето. Градоначалникот и председателот на Советот и советниците од Социјалдемократскиот сојуз беа приморани да ја повлечат одлуката за изградба на депонија во Неготино, што секако не значи дека референдум во Неготино нема да има. Напротив, референдум ќе има, заради тоа што граѓаните на Неготино повеќе не веруваат ниту на збор, ниту на документ.
референдум во Неготино против изградба на депонија и на секаков вид загадувачки објект од ваков тип ќе има. Благодарам.